Драги Прилепчани, повеќето од вас претпоставувам се сеќавате дека во Прилеп едно време имавме и лизгалиште. Да, точно. Во 2013 година сите ние како граѓани на општина Прилеп сме платиле 1.099.953 денари, сме платиле речиси 2 милиони денари на прилепската фирма Електроточила Енженеринг увоз-извоз Доел Прилеп за набавка на материјали и услуги за поставување на лизгалиште од синтетичка подлога со димензии 9,2 метри на 16,4 метри, заедно со заштитна ограда околу лизгалиштето, на локација во град Прилеп. Преку така наречена отворена постапка, по кој повик била добиена само оваа една единствена понуда и победила. Платено, преплатено. Тогаш со големи ветувања дека ќе им служи на сите граѓани во зимските месеци, требаше да работи секој ден во неделата, па имавме и изјави од наставниците по физичко образование од училиштата дека го поздравуваат проектот. Наводно им требало и ќе им ја олеснувало изведбата по предметот физичко образование. До сега немале можност, а од сега ќе можеле да изведуваат настава со учениците и во нашиот град. Каде? Капацитетот на лизгалиштето е за околу 30 лизгачи во една група и вие сте наплаќале по 30 денари влез од лице. Лизгалиштето го купиле прилепчани со нивни пари, а вие сте им наплаќале да го користат. Која дрскост. Кажете, каде завршувале овие пари? За плата на нови партиски војници условени да носат по 10-15 гласачи за уво на гласачко место? Бараме портпаролот на општина Прилеп конечно да излезе од светот на балови и прослави за лажни успеси и да им објасне на прилепчани каде е лизгалиштето од 2 милиони денари.